За нецели 2 дена во Битола и околината наврнаа околу 40 сантиметри снег, а во некои микрозони речиси и половина метар. Битолчани вчера и завчера беа заробени во своите домови, очекувајќи јавните предпријатија да ја покренат механизацијата и да ги шистат коловозите колку толку да се ублажи ова кочан зима. Покрај булеварите и улиците од прв и втор ред, вчера се чистеа и по непристапните улици и чикмаци во населбата Бајр и градската периферија. Од јавното предпријатие Ниско градба велат дека состојбата е под контрола, а синоќа откако престанаа врнежите, започнаа се фрла ризла и сол. Денеска пак рачно се фрла во понепристапните места во градот. Покрај снегот, ниските температури си го прават своето, со измрзнати коловози и тротоари. Утрово, иако сончево време, неколку часа температурите слегоа на минус 13 степени Целзиусови, што е веќе опасен предизвик за пешаците и возачите, како излизгувања на возила на Бајрот, Нилинденска улица и неколку други места претходните денови. Денес се прават напори проводни да бидат сите битолски села, а последни останаа малку населените Ореово и Гопеш. Од друга страна, механизацијата на Македонија пат успеа да го способи за сообраќај регионалниот пат до хотелот Молика во Подпелистерието, а Стрежевци од вчера работеа и денес утрово веќе го способија ски центарот низ Жополе, каде заврна половина метар снег. Од денеска ни рекоа дека тој ќе биде отворен за љубителите на белите спортови. Да кажем и тоа, дека оваа снежна покривка е добре дојдена за Пелагониското поле и ќе ги заштити есенските култури од измрзнување. Исто така се очекува да биде подобрена вкупната хидроложка состојба. Според проценките, во јавното предпријатие Стрежево очекува до крајот на април акумулацијата да зафати над 70 милиони метри кубни вода. Лошата вест што реално може да се очекува е печките, шпорињата и ќумбињата на дрва и пелети интензивно да се користат и аерозагадувањето за брзо ќе биде наше горчливо секојдневие.